Овде во предворието на црквата Света Софија во Охрид ќе се одржат дел од настаните на годинешново 64-то издание на фестивалот Охридско лето. Но на Античкиот театар годинава повторно ќе се одржи отварањето на фестивалот на 12 јули со настап на светски познатиот виолиниста од Литванија Џулијан Рахлин. Еден од највозбудливите и најпочитуваните виолинисти кој ја магепсува публиката низ целиот свет со неговиот исклучително богат звук, безпрекорна изведба и маестрална интерпретација. Славниот виолинист и диригент ќе настапи заедно со оркестарот на нашата Македонска филхармонија, кои што годинава слават 80 години јубилеј. Од Охридско лето најавуваат богата музичка и драмска програма. Би започнала со македонските изведувачи, на кои сум исклучително и посебно горда секоја година, бидејќи навистина не изостануваат во квалитет позади светските музичари кои доаѓаат на фестивалот. Владко Стефановски на гитара, кој е добро познат на нашата публика и оваа година одбележува 50 години од неговата кариера. На последниот ден од музичката програма на фестивалот ќе имаме задоволство да ја слушнеме врвната белгиска виолончелистка Ками Тома. Така што оваа година очекуваме уште едно успешно издание на фестивалот Охридско лето со концерти исполнети со многу публика. Овогодинишното издание на Охридско лето ќе донесе една разнолика театарска авантура. Најзастапени ќе бидат женските ликови со нивните мокни и трогателни приказни, како и нивната комплексна раскош во играта. Но сепак она што ќе обележи овогодинишната театарска програма на Охридско лето се трите театарски премиери, од кои што едната е на два домашни театри, а другата е светска премиера на театарска компанија од Калифорнија. Охрид и годинава 40 дена ќе пулсира во духот на фестивалот Охридско лето. Почнува на 12 јули, а завршува на 20 август. Ќе настапат повеќе од 500 уметници од 24 држави од целиот свет. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.